Добро утро и од мене. Го следите најновото издание на магазин. Спорчам и предпоследно за оваа 2025 година. Кој би рекол дека толку многу брзо помина времето, како вчера да беше кога од тука ви честитавме нова година. Ете, тоа ќе го направиме утре. Ќе биде една убава музичка емисија со Силви Бенд, легенди на домашната музичка сцена, но тоа ќе го оставиме за утре. Денеска имаме повторно музика и тоа фолк музика, би рекол, една од оние на кои што нашиот народ и тоа како е навикнат да се расположува. Станува збор за пејач кој што 15 на години е на домашната сцена, а 20 години е поранешен игрорец. Откако завршува неговата кариера со игрорната, одлучува дека ќе продолжи со музиката. Па како е неговата приказна, каков е неговиот прием кај нашинците во странство, но и што се му се случува во последно време, ќе ни раскаже и самиот тој, Тони Оцевски, кој што ни доаѓа од Велес. Добро утро и добро ми дојде. Добро утро, добро ме најдов. Како си, Тони, добар ли си? Добар, фала. Одличен. Одличен пет. Одличен пет, да, баш. Така, поздрав до гледачите на Стил телевизија, на магазин, поздрав и до тебе, што сум јас дел, нели, денес ова утро со вас и се чувствувам како дома, пошто не ми е прв пат и ќе се гледаме, се надевам дека и во иднина, нели, повеќе пати. Така, се надевам дека и јас ќе бидам добар домаќин, како што Јелена беше претходниот пат. Так. Кажи ми, како си, дали овој период и за тебе е најтурбулентен, најдинамичен, со оглед на сите оние представи, сите оние настапи, всушност, кои што се случуваат периодов? Па да, значи овие неколку месеци, да речеме, нели, последните месеци, турбо. Работа и така да, ете, тоа не исполнува претежно мене и се надам дека и сите мои колеги. Така, ќе позборуваме ние за сите оние настапи кои што си ги имал досега на фестивали, имаш интересни искуства и надвор од Македонија, но ајде за оние кои што можеби не те знаат доволно. Кој е Тони Оцевски? Како се доживуваш себе си и што би кажал вака за себе, како едно кратко резиме за запознавање? Така. Епа, јас сум Тони Оцевски, естраден уметник од Велес. Ете, како што кажа и Титино, више 15 години скоро се занимавам со музика. Моите впечатоци од мали нозе со фолклорот, 20 години каде што и таму имав многу турнеи. Почувајќи од Турција, Шпанија, Франција, Полска, Чешка, па да не и кажам слободно и Балканов, Бугарија, Србија и па скоро секаде. Ти го фати на златно време на културно-уметничките друштва. Да. Ја уште второ оделение. Сега знаете како дете малку беше она сега да играм, да не играм, да одам, да не одам. Па те мрзи некогаш сигурно, да. И сепак ете го пробив тој мраз и више 20 години цели и повеќе друштва сменив. Почувајќи од пионерскиот дом во Велес. Па во керамичар, исто Велес, нели, познато на јавноста и пошироко, па дојдов тука со студиите на Углигор Прличев играв во Железичкото Владо Тасевски и така, еве сега после тоа, така спонтано се деси, да почнам да се занимавам со музика. Првата песна ми беше Убава Јана, каде што таа ми лежи на срце, не дека другите не, али ете таа ја сакав. И така се деси, почнав да снимам, почна фестивали, настапи и ете сум тоа што сум денес. Така е. У кратки црти, не? У кратки црти, да, сите искуства не обликуваат нас како една, нели, форма, ни даваат тежина на сето на што го направиме. Кажи ми, започна пред да се вклучиме во живо, да ми раскажуваш нешто за возот. За едно патување со игрорна. Така. Епа да, тоа беше веќе, да речем, последната моја турнеја со фолклорот, сакам да кажам, во Сомбор. Требаше да се патува, се беше во ред, од тука од Скопје си трнавме како што треба да се трне, таму некаде на 50 километри пред Белград. Имаше некоја таа година, некоја бура, некој невреме во Белград, се деси, што се деси, малце нешто со возот. Па, ама се расипа или како? Не, она беше некој гром каде што удари громот во жицата и пошто тој натаму е возот, нели, на струја и не можеше да продолжи возот. Па моравме да останеме во Сталич некаде
па да не претерам, може 2-3 часа. Да се паѓаше и снегче, ако беше таква, ама беше атмосферата супер, па се испаднавме покрај самиот воз, покрај станицата, каде што па и си игравме, и си пеевме, и си поминавме како ништо да не било. Стасавме со Господ напред, отидовме исто во Сомбор, каде што, ете, оттаму моите впечатоци почнаа, со музика дефинитивно. Таму со моја колешка од Игрорна настапив Калино момент во живо, каде што, верувај ми Тино, ако салата имаше 100 души, јас кога излегов, сега знаете на почетокот сега како ќе биде, што ќе биде, друго си нели игрорец, друго е вака да излезеш сам. Тоа ти беше прв настап како да, соло. ама верувајте дека таа трема више не знам. Како што дојде, така пројде. За неколку секунди се изгуби. И кога заврши настапот мој, кога добив аплауз огромен, ја мислев дека се осеќав кога да сум со публика од 500 души. Така. И ете така се деси тоа, си почнав со музика, си почнав со цедење и така. Значи тоа беше пресуден и клучен момент. Да, баш клучниот момент. Замисли да имаше лошо искуство, веројатно немаше да продолжиш. Сигурно. Ама пошто беше се во ред, се убаво, се позитивно. Така. Обично игрорците нели треба и вокално да бидат добри. Тоа нели не е задолжително, но е очекувано и добре дојдено. Кога тоа ни стана свесен дека вокално може да настапува и сам? Дали баш овој настап со Калино момент кој што го спомена некако те освести повеќе? Да, повеќе ме освести тоа и само требаше да ја собрам таа сила во мене. Претходно си имал трема, можеби не си бил сигурен или како? Па не трема, ама па можеби и трема, ама не да речем до тој степен трема. Туку сега знаете, сега малку се друго е испаѓате со игрорци 20-10 души, не е битно. Друго е кога си во екипа, да. А вака еден и сега си поставувате прашање во глава, али сепак тоа бргу го тргнав од себе, да. И ете, и реков еден ден кога ќе дојде моментот ја да се занимавам со музика, првата песна што ќе ја снимам ќе биде Убава Јана. И така се деси. Со првото CD, више 11 староградски песни имам. Секако дека имам и ново компонирани, нели? И тоа е тоа. Така, колку сметаш дека на овој начин придонесувате тие староградски песни, оние кои што се некогаш компонирани, да живеат и понатаму на времето? Колку е важно да им се даде еден малку нов белег, нов шмек, за да нели може да траат едноставно да не бидат заборавени? Така. Па за мене лично многу значи. Зошто? Прибидејќи сепак, ја често знам да го кажам, да ја кажам таа реченица, сепак ние сме македонци и не треба нашето да си го заборавиме. Значи, што било, па да го фрлиме сега у ќош и толку. Мислам секако дека треба и ново компонирани, не сум ништо против, али да треба, за мене да, пошто и на турнеја да појдеш, претежно тие ги сакаат песни. Нашите иселеници што се по 20, 30 па и повеќе, нели, ке што живеат, да, ја сакаат. Значи, кога ќе ја слуштат, кога ќе запееш, значи тоа има нешто, ги враќаш. И во минатото, и во детството, и во младоста, да речем, нели, кои што тука више не биле, заминале било каде. И за мене тоа многу значи, да. Така, веројатно тие песни им будат спомени, нели? Па да, за тоа реков, значи, период кој што го поминале тука. Тука детството, па после заминале, да речем, на млади години, па више, нели, по одминати години. Барем јас, ке што сум, стварно е тоа така. Јас сум таков што јас секогаш кога испаднам, јас сакам да пеам со публиката. Јас не сакам да застанам, ги вклучувам, да. Значи било каде да е. Па да, некако е вака заинтересиран, зашто да не. Али во глобала, да, сакам. Јас сум позитивен, весел човек и сакам таа позитивна енергија да ја пренесам на сите. Барем тој период, да речем, тој момент, тој миг, да биде она како што треба да биде. Така, колку е важна таа енергија за настапите? Многу. Многу. Барем за мене многу. Пошто и тоа пак ќе кажеме, нели, ќе се навратиме малку, и таа трема имаш, ама имаме она блага. Што тоа многу значи.
И го ги вижда дека луѓето се више распуштени, мислам во смисла на се пуштеле више позитивни, се смеат, игра, да осеќаш љубов спрема луѓето, таа љубов ти ја пренесуваат тебе и стварно многу значи. Така, ти не достига ли игра орната? Па, може би. Колку време веќе не си? Па, веќе е 15 години. 15 години. Да. Иначе од моите рани впечатоци, се извинувам, години, од 8 години, па се до 2010. Таму, 12-та, више не може. Пошто некако ми дојда многу работи по студија и по гостувања, тогаш морав да се промовирам, да кажам, и настапи, и стварно нема време. Јас би сакал да продолжев, ама времето ми беше толку што А и годините си го прават своето. Па и годините си го прават своето. Врските и сето тоа, но како велат еднаш игрорец за секогаш па за секогаш, игрорец. да. Тоа можам да го потврдам јас, бидејќи јас сум поранешен игрорец. Значи колеги сме. Колеги сме, да. Требаше еден предизвик во студио. Требаше, да. Ајде следниот пат сигурно ќе направиме. Следниот пат се договараме. Да, Тони ќе направиме на мала пауза да видиме еден од настапите, последниот настап на Лешочкиот Фолкфест, кој што беше минатата година, нели? Со една убава твоја композиција, да видиме како си на фестивалската сцена и ќе се вратиме со муаветот. Може? Може, како не. Ете така го видовме Тони на Лешочки фестивал. Морам да те прашам, ако ме сакаш дојди си прилепа, ти си од Велес. Како? Па добро, текстописецот е прелепченец. Може за тоа. Добро, ти не проба некако да го смениш текстот? Па сега... Да ургираш малце да му решиш, да ставиме тука Велес. Па да, сега поишето така се пести, како да речем, велешки, полични, да. А и сега малце да биде по... Така. Различно, поинтересно сега. Да биде убаво за слушање. Така си е. Велиш дека Лешочкиот фестивал не сакаш никогаш да го скокне, затоа што таму некако е поразлично од сите други места. Што го прави различно во Лешочки фолк фест? Па не знам, за мене лично таа дружбата. Значи, од сам почеток на фестивалот, па до завршетокот на фестивалот, таа дружба се дружиме сите. Нема карање за награди, нема ништо. местинки за награди. И некако, кога почав таа година, 2017, ако не се лажам, беше мојот прв настап во Лешочки Фолкфест, и ми остави таа некој убав печаток, некоја позитива, и реков, па зошто јас и следната година да не дојдам? Па следната година, зошто па и следната? И еве веќе 5-6 години, да. Традиционално. Добро, кога веќе зборуваме за фестивалите, ми спомена дека меѓу останатото беше и на Костенијадата во Македонски Брод. Да. Тоа е еден интересен настан, нешто поразлично од се она што сме навикнати да се случува. Како си помина во Македонски Брод, каква публика имаше таму? Претпоставам дека и од околината беа дојдени буквално. Да, па... Живее ли тој град? Тоа сакам да прашам. Па, баш тој ден да. Пошто сега е направена манифестацијата таква што се организираат автобуси од цела Македонија. И јас кога настапив, да кажам, 2017-2020, тогаш беше само за Македонски Брод. А годинава јас просто се изненадив и се восхитував што кога видов стаса автобуси од Велес, Кратово, Тетово, Скопје, од цела Македонија, Гевгелија, Валандово. Значи веќе еден Македонски Брод си доби еден празник. Фестивал, празник, да, на Костенот. Така. И да, имаше многу публика, беше супер, си настапив одлично, си пеевме заедно со публиката и учесниците си беше феноменално. Барем јас си поминав екстра. Тоа е најважно. Кога станува збор за останатите настапи, велиш дека си имал и надвор од Македонија. Каков е приемот на нашите таму, кои се песните кои што едноставно најмногу онака палат и жарат, ако може така да се изразам, кај нив? Да. Па, добро, сум настапал на повеќе места, како Германија, Виена, па и Балканов тука. Па да, песните си ги сакаат, па оние, ќе кажам, старите весели песни, што тоа го пали.
тој жар на луѓе, таа жар на музика, каде што кога ќе испаднете вие и кога ќе почне без разлика синтесајзер, армоника или тапан, луѓето не знам, значи се раѓа нешто во нив, каде што сите стануваат, сите играат, сите се веселат. Оставаа ли бакшиш? Па оставаат. Исто ли е сега и Па не пред баш. неколку години? Не. Што обично толку не. твоите колеги викаат, па сега и не е баш како што Не е било баш порано. сега, да. Добро, сега ја може тој толку не го фатив период. Да се смена трендот или се намалија можностите? Па можно и едното и другото. Мислам дека и едното и другото, да. Оти сега да речам и младите без разлики да се од Македонија, тој го живее тој свет таму, таа култура, таа музика и не значи дека нема, нели? Али поише више тоа си го тераат Така. и што е сменето, да, доста. А добро ли е барем платено? Па за тоа да, може да се каже, ама пак ќе кажам како што биле претходните, до толку не. Иначе да, се исплаќа, сепак нели за разлика од тука се исплаќа, да. Така, каде ми кажа, Виена, Виена, Германија, сум бил, да, Србија, Бугарија исто имам така надвор настапувано. Па тие се и мислам. вака кај има најинтересен прием од публиката? Најтопол, да речем, најмногу да те очекува Така. Па добро, може беше тоа Германија. Германија. Дали оти за прв пат, втор пат, знаеш, почетокот. И стварно таму се осетив и ја, а осетив дека и они таа топлина ми ја пружија мене. Не дека не било и на другите места убаво. Не можам да кажам и за Виена, и за во Србија, и Бугарија, ама таму беше тоа некако, дали може би, сега да не кажам откочна даска, ама дали оти прв пат отидов и тоа го осетив стрикно таму. А научи некоја германска песна? За можеби нивните другари нешто на германски да отпееш? Не. Само научу джус, чао, друго ништо. И како беше и за благодарам. И за благодарам. Данкишен. Данкишен, да. Па добро, знаете, тогаш од почетокот, да, може ќе запамтиш нешто, ама кога редовно него зборите јазикот, него слушате, се заборава. Ништо мора да научиш на германски бакшиш, да им да кажеш тука. Да. Јас исто у Франција кога бев Тино, извини што те прекинав, месец и пол. Ма таму бев на турнеја Франција, Шпанија, да речем на таа граница. И таму беше некако, не знам, ако не знаеја, поише беа некако, да речем, французи. Аха. Ама стварно е засакаа нашата музика. Па за нив е интересно, нешто е сосема различен Сосема ритам. различно, да. Да. И тоа беше, не знам, и таму ми остави исто така добар впечаток, добро што се сетив, каде што реков ја, браво, од Македонија во Франција, што друга култура, музика, ова вака стануваат луѓето, играат со тебе, те гушкаат, се сликаат. Како играа на нашата музика французите? Мене тоа ме интересира. Па Кој ритам фаќа? Па си го фаќаат тој, да речам, Нешто како странски, диско стил, само- диско стил, да, баш така. И ама па интересно, знаете, ви даваш мек што сега Важно ритамот го држат. Ритамот го држат. Добро, тоа е најбитно. Тоа е Да. И интересно ми е. Сега се викаш добра и таа сака да пее нешто, ама слуша, нешто ќе слушни, нешто нема да кажи, нешто ќе кажи. И само било интересно. Ете и таму, да тој период, иако и француски сум учел, да речам, основно и средно. Значи таму веќе Тој имаше период, вокабулар. да, таму имав, ама сега више 10 години може да се поминат и го знам, ама до толку не. Така, Го имам кажи ми, заборавен. да сите овие турнеи и настапи така натаму, сам ги менаџираш или како функционира тоа? Да, сам. Да. Сам. Тешко ли е тоа? Терет ли е Тешко е, дополнителен како не, на како самиот не. артист? Тешко е, тешко. Значи, друго е да имаш менаџер, е подруго. Значи, не се замараш, тој си ја врши работата или таа без разлика и само си одиш тој ден, од тој период до тој период си таму, ти кажува, се спремаш, што викаме ние куферите, нели? Си одиш и тоа е тоа. А вака, да, тешко е, ама мора да се издржи. Ако се сака нешто, ако се сака од љубов и се работи од љубов, не е тешко.
Тоа е многу важно. Ти целосно живееш од музиката, односно немаш дополнителни професии, односно работни ангажмани. Задоволен ли си од тоа? Еве, како овие 15 на години од како си соло музичар функционираат во твојот свет? Па прилично, да речем од почетокот повеќе бев, за разлика сега од короната што многу се намалија работите, ама сепак да. Ја мислам да не беше короната, ќе беше многу подобро и уште подобро ќе беше. Пошто јас во една прилика пред короната, да кажам, пред месец, добив више некој договор да потпишам во Виена, исто, ама не се случи, нашалост. Значи, се беше договорено, требаше да се работи таму на некој долг период, ама ете, за жалост дојде короната, нели, се прекина и се тоа, да речам, пропадна у вода, а мислам дека да беше, ќе беше многу супер. Живи и здрави, како велат, така требало да биде. Здравието пред се, да сме живи и тогаш. здрави, да. И се надам дека ќе се продолжи. Али со позитивна смисла, ја пак ќе кажам тоа, јас сум таков по природа. Мислам дека ќе дојде уште поголеми времења. Така си, мора да веруваме во подоброто, нели? Па и овие празнични денови, тој момент ни го налага на некој начин, нели мора да се размислува позитивно, да си имаме цели, да си посакуваме убави работи да се случуваат. Многу ме интересира, како Тони од дипломиран машински инженер заврши во музиката? Интересно. Епа, желбата Тино ми беше мене за машински многу одамно, уште втора година средно. Пошто јас и средното и факултетот тука го завршив, Скопје, во железничкото завршив средно, и уште втора година јас желба имав, вака кој ќе, пошто патував, исто со возот, Скопје, Велес, Скопје. Значи, тебе сите приказни се поврзани со околу возот, да. Сега што нема малце, па се враќаме на Сега не функционира веќе? Па функционира, ама што се прави пругата нешто и нема. Сабајле имате и вечер дури во 5. А и колку се патува од Скопје до Велес? Па околу саат. Саат време. Да, 45 минути, 50. Добар. Да. И јас уште втора година и класниот често знаеше да речеш, чекај бе Оцевски, вика. Ти уште средното не си го завршил, сакаш да размислуваш за на машински. Ете желбата таа ми беше, не знам зошто, на машински, фала му на Господ, тогаш отидов и војска, и ме примија одма уште во првиот уписен рок, и јас бев тогаш пресреќен, иако таа година не беше баш среќна, 2001, ама сепак, затоа ќе оставиме, сепак, пак ќе кажам со таа позитива, одма ме примија, си завршив и си беше секој што треба да биде. Немаш ниту еден ден работен стаж со тој факултет? Би се навратил вака некогаш? Ти недостасува како момент или доволно беше тоа што го изучи како желба, па сега музиката ти е Па доволно ми беше. Иначе да, сум размислувал, да кажам, професор. Тоа ми било желбата, по некој стручен од машинската струка, али сега више не. Толку, да, желбата, сонот, што би рекле ние, нели, што си го сонував, ми се реализираше и така да, сега само музиката. Така си е. Во однос на музичките планови и желби, кои се работите кои што си ги посакуваш да ти се случат во 2026? Па многу настапи, турнеи, нови песни, па зошто да не и нова CD? Може и тоа. Се работи ли на случајот? Па да, вижте, имам негде 10 ново компонирани песни. Значи, вкупно може се околу 20, да речам со првото CD. Се работи да, ама за тоа потем еве следна прилика, па може ќе дојдеме па ќе промовираме баш кај вас у магазин. И зашто да не? Така си е. Многу ти благодарам за денешното гостување. Поздрави ги Велешани. Убаво да се поминеш за празниците. Верувам дека ќе имаш некој настап за нова или ќе одмараш? Не, ќе одмараме сега, пошто доскоро работев. Сега решив оваа година така јас да одмарам. Па и пеачите малку да одморат. Така е, да. Фала ти многу, Тони, да се гледаме за убави работи. Фала, еве да ти честитам среќна нова година, среќни празници, тебе и на
цела реализација на магазин, на Сител телевизија, секако и до нашите гледачи, вашите. Така. Среќна нова година, многу здравје, среќа, радост, љубов и друго, све што сакате, све да ви се исполни. Ти благодарам многу. За крај ќе одиме со уште еден негов настап, Тони Оцевски денеска во магазин. Утре новогодишни изданија заедно со Силви Бенд, бидете со нас во 10 часот, а сега останете на Сител, бидејќи имаме уште многу што да ви прикажеме.